Добар ден за професорот Емил Нијами, универзитетски професор, Институт за македонски јазик. Добар ден, благодарам за поканата. Благодарам што сте тука. Дозволете најпрво на сите гледачи на вашата телевизија да им го честитам денешниот празник. За нас особено важен и се надевам дека апсолутно за целиот народ во Македонија и за целиот словенски свет, така што една искрена и голема честитка од мен. Добро. Зошто 24 мај? Овој датум го одбира токму црквата. Ден на сесловенските просветители. Токму така, ден на сесловенските просветители, избран уште во 11-тиот век како датум кога ќе се одбележи животот и делото на светите браќа Кирил и Методи, и токму поради тоа продолжува до ден денешен овој датум. Значи, не е поврзан со никакво раѓање, бидејќи Свети Кирил е роден според она што ни е достапно како информација во февруари месец, Светиот Методи е роден во април, меѓутоа црквата решава тоа да биде на 11 практично мај по стариот календар, 24 по новиот. Се прославува на секаде, значи, низ светот. Во Македонија, во нашата земја, за прв пат се одбележува од страна на црквата во 1860 година, значи 11 мај 1860 година, во чином црквата Света Богородица во Скопје. И таа традиција продолжува до денешен ден. Порано, како што паметите вие, овој ден од страна на државата е прогласен како државен празник неодамна во 2007 година. Така што мислам дека навистина тоа беше и убав потег, бидејќи овие двајца дејци словенски навистина заслужуваат да имаат еден ден кога сите ќе си споменаме за она што го имаат направено за сите нас. Тоа е моето, токму тоа е прашањето. Како се слави во другите словенски држави, земји? Заради тоа што во Македонија можеме да ги видиме само политичарите како држат говори или пак упатуваат честитки, како да сме во срцето, во времињата на комунизмот. Значи, она што јас го знам, со сигурност што можем да го пресведечам, е дека во најголем дел словенски земји овој празник е општословенски и општонароден празник. Во многу од нив тој не е на работен ден, значи е работен ден, меѓутоа се прославува прво со литии, потоа поради тоа што се светци, да, секако. Просветителите. Потоа во секоја земја апсолутно има задолжително, во секоја словенска земја има задолжително по еден голем централен споменик на светите браќа Кирил и Методи, и таму задолжително се значи се посетуваат тие главни споменици. Во поголемите држави ги има многу повеќе, нели во секој град си имаат своја прослава, се положува свежо цвеќе и секако се одбележува со културно-уметнички програми кои што се наменети за народот, за целата маса. Значи не малку, да, знаете, и добро ме подсетивте што еве кај нас, например, тоа е едноставно само еден неработен ден. Да, нема прослава. Нема прослава. На луѓето кои дале писменост. На луѓето кои што дале писменост на целиот словенски свет, вклучувајќи го, нели, и македонскиот народ. Добро, она што разочарува исто така, и неверојатно е всушност дека во делегацијата која оди во Ватикан можеме се да видиме, дури и сопругите на политичарите, но не можеме да видиме луѓе кои се бават со славистика.
слависти, научници, македонисти? За жал, констатацијата ви е точна, тоа не е од сега. Јас лично сметам дека Не е од сега, не велам дека е од сега. сега. Не е од сега. Значи, јас лично сметам дека во делегацијата би требало да бидат вклучени и научници. Еве, например, не ние, ајде условно да кажеме помладите, иако јас не сум во таа млада генерација. Политичари и црковна делегација, голема црковна делегација. Да. Сепак мислам дека ние имаме представници не задолжително, значи не зборуваме задолжително да кажеме од катедрата за славистика или од Институтот за македонски јазик. Постои Институт за македонска литература, Институт за национална историја. Постојат повеќе државни универзитети кои што се Катедрата за македонски јазик, катедрата за македонска литература и книжевност. Другите државни универзитети каде што се изучува македонскиот јазик. Наместо тие да бидат, сите овие луѓе да бидат вклучени, а да има еден политичар и едно црковно лице, тоа е направено обратно. Се слават во Македонија политичарите и црквата. Наместо просветителите и славистите, знаете, македонистите. на овој ден, дури мене никогаш ми е на вистина не убаво, туку како да кажем, ми се чини дека овој ден е шанса, да кажеме, во таа делегација барем тројца, четворица научници да одат на овој ден и на вистина да се поклонат на гробот, да присуствуваат на таа литија, да бидат дел од тоа славење, затоа што ние самите секако дека нема да имаме можност да го добиеме тој VIP третман, Ама не за VIP третманот, тие припаѓаат токму таму. Тоа е идејата, да, констатацијата е точно. Сепак сметам дека дел од делегацијата треба да биде, да бидат научници. Во Македонија Институт за славистика нема. Имате ли објаснување зошто? Во другите словенски земји се отворени институти за славистика. Значи, ние имаме катедра за славистика на Филолошкиот факултет Блаже Коневски во Скопје. На катедрата се изучуваат неколку словенски јазици. Проблемот не е од сега, дури со, да кажеме, за отворање на институт за славистика, кој што, еве, соседните земји, наши словенски, Србија и Бугарија го имаат. Проблемот е што славистиката не од сега, одамна е во криза. И толкому тој факт што славистиката е во криза треба да биде сигнал за државата дека ние како словенска земја треба да преземеме нешто за да ја подпомогнеме славистиката како наука. Никој денес не живееме во некој поранешно општество каде што е пропишано што мора, туку што носи профит. Меѓутоа, знаете, славистиката сепак го гледа македонскиот јазик, нашиот национален јазик, низ призмата на словенските јазици. Сите словенски јазици се развиваат заедно. Некои се кодифицираат порано, некои подоцна, самосвеста доаѓа подоцна или порано. Меѓутоа, ние сме, знаете, од едно стебло потекнуваме различни се гранките. И сепак сметам дека во тој контекст треба да бидеме малку по-ажурни и по-агилни и славистиката да ја поддржиме. Кој треба тоа да го стори? Кој треба да иницира отворање на ваков институт? Иницирање на ваков институт треба да иницираат повеќе страни, како научната фела, така и државата. Односно, научната фела би требало да ја даде таа идеја, а државата да ја
подпомогне финансиски И да ја и да ја реализира реализира, на тој начин, да. бидејќи навистина малку е така. Кога ќе кажете дека сте славист и дека работите во Институтот за македонски јазик, секако тоа е место каде што треба да работи еден славист, меѓутоа идните кадри би требало да ги насочуваме кон тоа да го проучуваат македонскиот јазик во контекст на словенските јазици. Напоредно со тоа, македонскиот јазик е дел и од Балканскиот јазичен сојуз. Ние исто така немаме ни балканистички, односно балканолошки институти или студии, каде што македонскиот ќе се проучува во контекстот на Балканскиот јазичен сојуз. Добро, што е сторено на денот на сесловенските просветители, на денот кога се одбележува македонскиот јазик? Ги слушаме политичарите како држат говори, но не кажуваат што сториле за македонскиот јазик, во контекст на таа прослава. Во контекст на таа прослава, значи она што рековме, што би требало за тоа на народот да му се даде информација, да му се даде волја, да му се даде една свечена нишка на овој ден, кога тие би биле би го прославувале оној момент на сопственото описменување, а самото описменување не е едноставно да седнате и да пишувате и да читате, туку тоа е темелот на идентитетот. И македонскиот идентитет се заснова токму на делото на светите браќа Кирил и Методи, се извинувам. Македонскиот идентитет се заснова на кирилицата. Македонскиот идентитет се заснува на богатата култура и литература македонска, која што почива врз славистиката, односно врз словенската заедница. Да. И уништувањето на македонскиот јазик можеме да го видиме низ социјалните мрежи, во институциите, скоро во сите институции, во медиумската рамка, низ медиумите, како практично не се почитува, не се развива, не се гради македонскиот јазик. Туку, напротив, се уништува. Па да, тоа е една негрижа, која што ја сведочиме. Затоа, мислам дека говоревме минатиот пат. Но постојано, секојдневно треба за тоа да се говори. Секојдневно треба да се зборува за тоа, да. И треба кај говорителите на македонскиот јазик да се всади во свеста грижата за сопствениот јазик. Да. Значи, не е важно дали јас и вие едноставно ќе се разбереме, туку дали ќе се разбереме, дали точно ќе се разбереме. Затоа што, доколку секој започне да зборува онака како што сака и како што мисли, ќе дојдеме до Вавилонската кула, односно ќе почнеме да не се разбираме. Да. Така што, мислам дека треба да се започне од самиот себе и потоа да се продолжи. Фокусот треба да биде во државата. Апсолутно се согласувам. И во спроведување на законите конечно. Во спроведување на законите и стратегии, што е многу важно, стратегии за образованието. И културата се разбира. И културата, да, меѓутоа во образованието уште од прво оделение, значи македонскиот јазик не треба да се сваќа како нешто што ви е дадено, туку како нешто што треба да продолжите да го учите и да го изучувате. Тренд е во моментите на глобализација, како лингва франка да се користи англискиот, па родителите настојуваат да ги децата
нивните деца да научат англискиот јазик и ако денес седнете еден матурант да напише некаков текст на македонски јазик, најпрво ќе има проблем со лексиката, потоа со синтаксата, затоа што во 90% од случаите синтаксата е англиска. Да. Правописот да не го споменуваме воопшто, тоа користењето на кирилицата и така натаму. Да, грешењето на правописот и еве лексика и така натаму. Што треба да стори државата во поглед? Значи да се донесе сериозна стратегија за македонскиот јазик, затоа што сега е оној критичен момент кога се решава неговата судбина, односно дали ние ќе продолжиме широко и постојано да го употребуваме македонскиот јазик или ќе преминеме апсолутно, ќе оставиме на забот на времето, што не зборуваме за 10, за 50, туку за многу повеќе години може да дојде до практично негово исчезнување. Да. И заради тоа е важно да се потенцира дека чувањето на македонскиот јазик, на идентитетот, не подразбира невнесување на бугарите во уставот. Туку она што вие говорите да се чува, да се негува и да се работи на државни стратегии. И да се надгледуваат тие стратегии. Да, јас секогаш зборувам дека да се контролираат, дали се спроведуваат. Дека македонската научна сила е дефанзивна. Ние постојано сме во состојба да се браниме. Кога би имале можност и кадар повеќе да продуцираме, ние веќе би имале едно портфолио широко со кое што би можеле не да се браниме, туку да се покажеме. Да се бориме да се борите за токму за зачувување на јазикот и тоа подразбира на идентитетот. Да, и убаво рековте да се бориме не само ние, апсолутно сите. Благодарам што бевте гостин. Благодарам на поканата. Професор Емил Јани. Благодарам што не гледавте.